Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 од 2005, свикувам седница на Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на општина Битола на ден 3.4.2023 година, понеделник, во 11:30 часот со предлог на следниот дневен ред: измена и дополнување на јавниот повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Битола за набавка на инвертер клима уреди за 2023 година. Го молам подносителот од општина Битола да ни каже зошто е измената на одлуката. Вака сега, како што знаете, денес требаше да почне електронското аплицирање на јавниот повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на општина Битола. Меѓутоа, иако бевме уверувани дека им заедница платформата за луѓето да можат електронски да аплицираат нема да има никаков проблем, во 9 часот настанаа проблеми. Ке почнам од известувањето што ни го прати им заедница. Почитувани корисници, денес беше објавена субвенцијата за инвертер клима уреди за граѓаните на општина Битола, но поради големиот интерес се соочуваме со технички проблеми на самата платформа, што оневозможи голем број на граѓани да го искористат своето право и да аплицираат. Аплицирањето на апликацијата е во целосна одговорност, администрирањето, е во целосна одговорност на тимот на заедница, која активно работи на отстранување на техничките проблеми, но до нивно решавање аплицирањето ќе се одвива директно во општина Битола. Она што сакам да ви кажам е дека администрацијата во општина Битола од јануар активно комуницираше со заедница, до последно до денес до 8 часот, и од нивна страна бевме уверувани дека нема да има никаков проблем за паѓање на страната. Меѓутоа, поради фактот што не можат да ни гарантираат дека платформата повторно ќе биде активирана, но нема да падни, ние преминуваме кон измена на јавниот повик, односно разликата е во тоа што граѓаните, значи истите датуми стојат на фискалните, на изјавите, со тоа што среда ќе започне поднесувањето на апликациите со физичко присуство на шалтерите во архива. Дали некој од колегите има прашања до Александра? Да. Повелете, колега. Има досега пријавени некои и дали ќе се земат тие во обзир или нема пријавени, па ќе треба наново сите? Вака сега, дали има пријавени или не, јас не знам, немаме увид во пријавите. Јас како член на комисија понатаму немам никаков увид во платформата. Она што сакам да ви кажам, еве јавен повик, имам и фотокопија да ви дам, значи претходно понесените електронски апликации на платформата заедница нема да бидат земени во предвид при одлучување за добитниците. Секој апликант кој што поднесол електронска апликација потребно е физички да ја достави документацијата до архива на општина Битола. Значи сега сите што имаат аплицирано електронски, не важи то, истото наново ќе треба во општина на писмено да се поднесе. Во општина, да, во хартијана форма ќе треба да ги доставува. Сега има исто предност прв услужен. Прв дојден, прв услужен, да. Нормално доколку документите се во ред целосно. Мислам дека треба да побарам одговорност од некој. Претпоставам од заедница во моментот. Се извинувам ако може да не ме прекинувате. Извинете. Бидејќи ова е веќе зафркавање со нервите, со живците на битолчани, крајно е несериозно. Значи требаше прво да се испроба тоа, да се види дали функционира. Не знам зошто се сите изненадени дека имало голем број апликанти, иако не е се многу клими што ќе ги доделиме, меѓутоа ова е резил и затоа после ќе ни се смеат сите. И мора некој да сноси одговорност за ова што ги зафркаваме битолчани константно со секакви глупости. Благодарам. Дали да одговорам сега? Да. Значи вака сега, тестирањето беше направено од заедница, меѓутоа ние како општинска администрација си правевме сопствено тестирање. Тестирањето во одреден период не беше во ред, имаме мејл комуникација, имаме секаков вид на комуникација во кој што постојано заедница ги поправа грешките, се до моментот кога апликацијата работеше како што треба. Денес апликацијата не му работеше согласно тестовите што ги направивме последно. Значи, одговорноста претпоставувам дека општина Битола ќе си ја бара од заедница. Да, би требало, да. Дали некој Исто така можете, значи, да направите и увид во цела мејл документација од јануар месец кога работевме на електронското аплицирање. Бидејќи заедница веќе втора година соработува со општина Битола, повикот за точаци лани не го пуштивме електронски, бидејќи не можеа да не обслужат според нашите барања, односно според Законот за архивско работење и според она што сакавме да го добиеме како документација. Општина Битола е една од последните општини каде што спроведува електронско аплицирање. Од страна на заедница ни беше кажано
дека системот никогаш не може да падне, односно за да падне ние му најавивме дека ќе има наплив на граѓани. Меѓутоа од нивна страна кажаа дека тоа е невозможно, дека треба цела Македонија во 9 часот да се вклучи за аплицирање што е забрането од другите општини и дека до такво нешто нема да дојде. Ви благодарам. Тие беа уверувањата. Ги имаме имейл комуникациите и вибер комуникациите од страна на М заедница. Благодарам, Александра. Некој друг или колегата Чулаковски плюс нешто? Нешто плюс? Колега Кире, ворете. Можеме да гласаме. Значи, кој е за измената и на јавниот повик? 3 за. Ја затворам седницата.